продолжуваме ние да инспирираме и понатаму, односно сите ние да се инспирираме од всушност и линкот кој што го имаме заедно со нашата Вања. Вања, голем поздрав од целата редакција на Телма телевизија. Денеска имаш одлична дама на линија, многу да ја поздравиш од се срце Ирина Лозана, инаку мајка на дете со аутизам и борец на инклузија на децата со попреченост. Всушност денешнијата тема ни е баш патот на родителите на децата со попреченост. Уште еден голем поздрав до вас две. Така е, Марко, утрински поздрав и од нас овде од центарот на Скопје, каде што ќе ја пренесеме инспиративната приказна на Ирена Лозана, чиј што син Кан има аутизам. Ирена, добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Телма. Вие неодамна формиравте група на социјалните мрежи во светот на аутизмот, наменета за подршка меѓу родителите. Па еве за почеток да ни кажете каква е сплотеноста меѓу семејствата во Македонија во кои што растат деца со попреченост. Добар ден и здраво. Драго ми е што сум тука. Значи, групата која што ја направив се вика Аутизмот во земјата на чудата. Од каде да почнам? Во суштина тоа е продолжението и мојата идеја и целта зашто ја направив оваа група, затоа што мислам дека доволно време прашував и се прашував себе си кога нешто ќе се направи за родителите, кој ќе направи некаква поддршка ќе даде и на крај си реков зашто не бидам јас таа која што барем ќе се обидам. Значи без невладина, без ништо, едноставно јас реков и така зборувам со тие родители и секогаш по конференциите кога ќе отидеме, секогаш останува прашањето за родителите и поддршката на родителите неодговорено. Едноставно сметав дека треба да се споиме ние тука. Сега, јас себе зборувам за невродивергентните, значи семејствата кои што имаат деца со невродивергентни попречености, значи аутизам, АДХД, екранизмот кој што сега ги дава нели сите тие работи кои што се подеднакво блиску со аутизмот, да си помогнеме, да тоа ние што сме го поминали им го дадеме како информација на родителите со помалечки дечиња. И некако сите да бидеме тука едни до други, едно племе да си направиме, додека да и текне на државата да направи нешто да ни помогне. Во рамките на тој ваш активизам за подобра инклузија на сите деца со попреченост, вие веќе подготвувате и прирачник. Кога очекувате да биде готов и зашто поточно ќе стане збор во него? Прирачникот во суштина би требало да биде за тие 2-3 месеци готов. Значи тоа ќе биде едноставен прирачник кој што на еден прост начин ќе им ја даде насоката. Сето она што знае да биде многу стресно, кога ќе дознаеме за диагноза, па не знаеме на која врата да чукнеме, па дали докторот ни испрати таму кај што требаше. Оние наједноставни работи кои што знаат да бидат многу тешки. Значи и од самото тоа како се чувствуваат, нели дали се уште во тага, во одбивање, во гнев, тоа секако прво треба да се разработи, па се до крај како во училиште, како во градинка и нели да размислуваме што понатаму. Сега не зборам за она последното кога нас ќе нема, но вработување, социализирање, адаптирање во просторот. А за тоа ако ќе нема нас ќе видиме. Ќе дојде за тоа време. Пред да го реализираме нашето линковско вклучување, ова утро вие бевте заедно со Кан на приемниот испит во музичкото училиште Илија Николовски Луј. Па еве да ни пренесете вие што за него представува музиката, дали самиот тој изрази желба овде да го продолжи образованието? Да, искрено кажано, значи ние веќе 3-4 години се подготвуваме за овој ден денеска, да бидам искрена. Тоа е нешто кое што он покажа дека му е него јака страна, уште на 7-8 години. И се што правевме беше во правец да го адаптираме за да дојде во ова училиште и да го продолжи да го прави за она кое што има тенденција, кое што има јака страна. Така да добро поминавме, супер. Малце ја повеќе стресен отколку што мислев дека ќе се стресувам, ама супер поминавме, така да тоа е па. Како генерално би оцениле инклузијата на децата со попреченост во редовната настава? Секако ова е тема која што е опширна, опфатени се повеќе институции, креатори на политики и така натаму, но еве еден ваш генерален впечаток. Инклузијата. Нашиот обид да направиме целосна инклузија во Македонија, како што нема никаде во светот, не сметам дека е добар чекор. Има работи кои што се добри, нели, асистенцијата веќе почнува да личи на тоа што треба да личи до некаде и е добра.
Но сепак мислам дека треба да размислиме како треба ние првен да се однесуваме и во целата таа инклузија, она што јас цело време зборам, нас не фали инклузивна свесност, не ни фали инклузија, туку свесност на целата околина, како секој може да придонесе со тоа што може да придонесе. Ирена, бидејќи Кан секако е овде со нас, ќе го замолиме музички да ни го разубави ова утро и да ни отпее еден дел од неговата омилена песна. Кан, добро утро и за тебе. Еве да испееме нешто пред објективот на Телма за да го разубавиме утрото на нашите гледачи. Повели, микрофонот е твој. Здраво. Ти знаеш моето име Кан Лозана? Добро. Ей, што да кажам малку е, срце вгради ке ми распукне, а штом тој ше зајди запее, сите добро знаат кои сме. Ти благодарам многу, верувам дека нашите гледачи го препознаа овој рефрен од најпознатата песна на Давид Темелков, Моја Македонија. Ирена, ќе ви се заблагодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на Телма, ќе ви посакам уште многу успеси, многу инспиративни приказни за кои што понатаму ќе се гледаме и ќе ги информираме нашите гледачи. Овде се одјавуваме и се разбира односно ја заокружуваме оваа работна недела.